Добар ден, ученици! Вие се наоѓате во Едуина училница на час математика за 4-то одделение. Јас сум Ана Миновска, одделенски наставник од Општинско основно училиште 11 октомври од Скопје. На денешниот час ќе разработиме следната наставна содржина, дел од број. Целите кои ќе ги реализираме на денешниот час се следните. Треба да наоѓате половини, четвртини, третини, петини, осмини и десетини на форми и природни броеви. Треба да поврзувате правилна дробка со дел од целината или како група од предмети. Треба да ги поврзувате дробките со дели. Ајде најпрво да ја разгледаме дадената слика. Што гледаме на неа? На сликата го гледаме Петар како се подготвува да направи пица. Тој ни кажува кои состојки му се потребни за пицата и колку од истите ќе употреби. Но какви се овие броеви? Зашто ли зборува Петар? Така е, ученици. Овие броеви се дробки. Но што се тоа дробки? Број што содржи еден или неколку еднакви делови од целото, се вика дробка. Например, половина јаболко плюс половина јаболко е еднакво на цело јаболко. Или математички представено, една половина плюс една половина е еднакво на едно цело. Да го разгледаме ова и на еден поинаков начин. На сликата ни е дадена една цела пица. Таа представува едно цело. На оваа слика пицата е поделена на два еднакви дела. Еден дел од пицата представува една половина. На оваа слика пицата е поделена на три еднакви дела. Секој дел представува една третина од пицата. Кога пицата ќе ја поделиме на 4 еднакви дела, еден дел од неа представува една четвртина. Дробките ги означуваме на следниот начин. А ги читаме вака. Една половина, една третина, една четвртина. Дробките можеме да ги запишеме и како а нив ќе ги прочитаме. 2 третини, 3 четвртини, 4 петини. Дробките се запишуваат со помош на два природни броја и дробна црта. Природните броеви со кои се запишуваат дробките се нарекуваат броител и именител. Бројот што стои по цртичката го викаме именител, а ни покажува на колку еднакви делови е разделена единицата, односно името на тие делови. Бројот пак што стои на цртичката го викаме броител, а ни покажува колку такви делови сме земале, односно колку ги има во дробката. Ајде да се запознаеме со денешната содржина преку пример. Ни интересира да дознаеме колку е една третина од 12 колачиња. Значи имаме 12 колачиња, а ние треба да земеме една третина од нив. Прашањето е колку колачиња всушност ќе земеме. Ајде да видиме со помош на слики како тоа би изгледало. Значи имаме
12 колачи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Имаме 12 колачи. Сега, ние треба да земеме 1/3 од нив. На учениците обично им помага, ако тука се подсетиме, што значи тоа 1/3 од правоаголник. Имаме еден правоаголник. Именителот, а тоа е бројот 3, ни кажува дека тој правоаголник треба да го поделиме на 3 еднакви дела. И правоаголникот го поделивме на 3 еднакви дела. Значи, ајде да го учиме уште еднашка. Прво, го погледнавме именителот, а тоа е бројот 3, и тој ни кажа на колку еднакви делови треба да го поделиме правоаголникот. А потоа го гледаме броителот, 1, и тој ни кажува обои еден дел. И ние обоивме еден дел. Ајде сега, на ист начин да постапиме и со колачињата. Значи имаме именител 3 и тој ни кажува на колку еднакви делови треба да ги поделиме 12 колачи. Бидејќи има 12 колачиња, а треба да ги поделиме на 3 дела, да видиме по колку колачиња ќе има во секој дел. Уште еднаш го поставувам прашањето. Имаме 12 колачиња, а ние сакаме да ги поделиме на 3 еднакви дела. По колку колачиња има во секој дел? Одговорот е 4. До тоа дојдовме пресметувајќи. 12 поделено со 3 е еднакво на 4. Ајде да ги поделиме колачињата во 3 еднакви дела и во секој од нив ќе има по 4 колачиња. И сега што понатаму? Значи, именителот ни кажа на колку делови треба да ги поделиме колачињата. Ги поделивме на 3 еднакви дела. А броителот, исто како и кај правоаголникот, каде што обоивме само еден дел, тука ни кажува да земеме онолку колачиња колку што кажува броителот, односно 1, а тоа е еден дел. Земаме еден дел. И сега го поставувам прашањето. Колку колачиња имаме тука? Тука имаме 4 колачиња. Значи, решението е 1/3 од 12 колачиња е 4 колачиња. Односно, ако земеме 1/3 од 12 колачиња, ние всушност земаме 4 колачиња. Ние ова го решивме со помош на слики. Интересира како таа задача би се решила со пресметување без слики. Значи, ние пресметавме на овој начин. 12 го поделивме со 3 и го добивме бројот 4. Бројот 4, односно, еден дел од колачињата. Бројот 4, потоа го помноживме со бројот 1 и го добивме решението 4. Ајде да решиме уште еден сличен пример. Ме интересира колку е 4 петини од 15 ореви. За почеток имаме 15 ореви. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ореви. Ние сега треба да земеме 4 петини од нив. Именителот, а тоа е бројот 5, ни кажува дека оревите треба да ги поделиме на 5 еднакви дела. Колку ореви ќе бидат во секој дел? Ако 15 ореви морам да ги поделам на 5 еднакви дела, тогаш 15 ќе го поделам со 5 и ќе го добијам бројот 3. Тоа значи дека 15
ореви ќе ги поделам на 5 еднакви делови и во секој дел ќе има по 3 ореви. Броителот ни го покажува бројот 4, што значи дека треба да земам 4 дела од оревите. И колку ореви имаме тука? 4 по 3, тоа е 12 ореви. Ајде уште еднашка да видиме како пресметавме. Прво 15 го поделивме со 5, за да добиеме 3. Тоа е бројот на секој орев во секој дел, а потоа именителот ни кажува колку делови треба да земеме. Бројот 3 го множиме со 4 и тоа е еднакво на 12, односно 12 ореви. Што значи дека 4 петини од 15 ореви е 12 ореви. Со тоа задачата е решена. Следен пример. Треба да пресметаме 5 седмини од 21 јаболко. Ова ќе го пресметаме без да употребуваме слики. Пресметуваме 21 поделено со 7 е 3, тогаш тој резултат го множиме со 5 и тоа е 15 јаболки. Ајде да видиме уште еднашка. 21 го делиме со 7, тоа е еднакво на 3. Бројот 3 го множиме со 5 и добиваме 15. Значи, 5 седмини од 21 јаболко е 15 јаболки. Доколку сакате, можете во вашите тетрадки задачата да ја сработите и со цртаж. Следната задача е 4 деветини од 27 банани. Ајде да пресметаме. 27 поделено со 9 е 3, 3 по 4 е 12 банани. Што значи? 4 деветини од 27 банани е 12 банани. Последната задача е 3 осмини од 56. Овде не ни пишува што представува бројот 56. Тој може да биде било што. 56 бомбони, 56 моливи, 56 круши и така натаму. Ајде да пресметаме. 56 го делиме со 8, тоа е 7. 7 по 3 е 21. Значи 3 осмини од 56 е 21. Се надевам дека со овие примери ви се разјасни денешната содржина. Сега одиме до задачи за вежбање. Ова се задачите за вежбање. Вие треба да го стопирате видеото, самостојно да ги решите задачите во вашите тетрадки, а откако ќе ги решите, пуштате го видеото и проверете дали точно сте ги решиле дадените задачи. Ајде, стопирајте го видеото. Ајде да ги провериме задачите. 5 шестини од 42 круши е 35 круши. 2 четвртини од 36 бомбони е 18 бомбони. 2 осмини од 32 молива се 8 моливи. И 1 седмина од 35 е 5. За крај на часот имаме една математичка игра. Ке треба да го посетите дадениот линк. Целта на оваа игра е да дадете што е можно повеќе одговори за определено време. Најнапред, самите го определувате времето, кликнувајќи на алатката Time и одредувате дали сакате да играте 1 минута, 3 минути, 5 минути или 10. По дадениот пример се бара да најдете 1/3 од 6. По даденото барање се наоѓа лента со броеви од 1 до 0. Кликнувате на бројот што сметате дека е точниот одговор и потоа кликнувате на копчето Go.
Доколку одговорот ви е точен, добивате следно барање, а доколку не е точен, добивате можност за повторен одговор. Ви посакувам пријатна забава.